Мајка ми за последен пат, пред да замени, ме прегрна, клекна пред мене и ми ги рече следните зборови на разделба. Сине, таму кај ќе одиш, никогаш да не го заборавиш јазикот на мајка ти. Заминувајќи од нашите места, ние го носиме со себе само сеќавањето за нашите родители. Но многу од нив сакам да задржиме по нешто, не сакам да се откажеме од нешто што ни беше како талисман, длабок сувенир што нашите родители го даде. Јас лично, например, не сакам да се разделам од тоа торбето шарено што ми го даде мајка ми пред да замина. Еден од присутните ги зеде, близу беше еден ног и го фрли торбето таму. Тоа навистина тешко ме погоди, зашто беше еден вид дар од мајка ми и за тршк да го зедам, да го извадам од оганот, и тогаш си ги изгори прстите. Macedonia has escaped the wars that have torn Yugoslavia apart. It seems like a dream that at any moment may turn into a nightmare. 50 years ago, thousands of Greek Macedonians fled here from the civil war in Greece. They've taken their place alongside other Slavs, Romanis, Albanians and Turks. Ovo je Makedonec, ovo je Finec. Кај нас обичај, кога дој гостинот, по македонски треба да го частиме. Прво сладко, после водичка и што ќе сака поаниме. Почасто да ни доаѓате. Да се гледаме. И во Дъмбени да се види. А би требало следниот пат во Дъмбени да се види. Во Костур и во Дъмбени. At the end of the Greek Civil War, with defeat imminent, the Democratic Army took every child over 2 from the villages they controlled in the north. 28,000 children were sent to Eastern Europe. Before the First World War, when Turkey occupied the Balkans, there were no borders. Greeks and Slavs were united against their common enemy. But after the Turks left, Macedonia was coveted by Serbia, Bulgaria and Greece, and so it was divided. The Greeks tried to eliminate Slavs by changing village names and banning the Slavic Macedonian language, claiming Macedonia is and must be Greek. When the Macedonian children grew up, they wanted to return home. But Greece wouldn't allow them back into the country. 50 years after they left Greece, some of the children were reunited in Skopje. Ова ми е невеста усрачена. Наши бе, деца. Мојче, сите се мојо. Чајки ти кажам. Ова ми е од Австралија. Хоче. Може, ајде. Браво. Што ми пегаш? Што ми пегаш? Тоа. You go to the other village and find your name.
треба да беше експлозивно. Не, јас зборам за пал. Ова е медово стерео? Медово е, целото село е тоа, ски ти покажеш овако, немаш појќе, тоа е. Photo is from, колко речете? Пред 15 години е тоа. 15 years ago made this one. Преправање на пасошите се ќе објасниш, нели дека во пасошот го бришиме родното село Милиона, ставаме роден само Грција, значи и со тој начин може да се влезе внатре и да се без проблеми со виза нормално. Кој живее сега во куќата? Село кажи е празно 50 години, никој не живее. Како што ги гледа на сликите, така стои, како конзервирано. И бе внатре. Внатре, како гледа. Is the house inside? Now. Све земен. Nothing. Потешко од тоа нема после 50 години да се вратиш и да отвориш врати кои што 50 години не отворени со една доза на страв, на несигурност заради тоа што сепак пасапортот што сега пишува само Грција не дава знак дека си од тоа место за да можеш да отвараш туги, условно туги земено куки, али со солзи. 2 сати најмалку требаше да се човек врати во првобитната состојба со солзи нормално. И го паметам целото село, буквално од куќа до куќа, затоа што е многу е малечко. Дали е тоа 200 метра простор. И тука све се одвиваше во тоа село. Немаше далеку да се оди, така да немаше нешто што не памтам. И тие се првите впечатоци, и секој од нас, не само јас, него повеќе души што се вратиле така во своите родни места, го има истото чувство со солзи и ништо друго. Во тој момент стаписам се, во место седиш, гледаш и си викаш дали е можно после 50 години да се вратиш и тоа да го видиш. Другото е после све шетање, враќање во детството и така. Посигурно е камен. Во дворот го се? Не, од куѓа до таму темелите го тргнав. Тоа веќе се растава. Уште еден земјотрес по Којаки се заврши. Тоа е Тежак. тежок, да. Only this one hit. Да, еве од доле Тук негде е било him. вадено. But Тука е there are негде. many. Од доле This is е. from the fundament of his house. I think that he is full. I am empty. I had that possibility, but in our village doesn't exist our house. So I have at home only, how to say, a part from a tree from our house. A man gave to me in 1985. He was in our village and he take part from our tree, from our, and he said this, and I keep that at home. But I hadn't the possibility to take because it doesn't exist anymore our house, nothing. Така да веќе живеам во Чикаго скоро 28 години. А што робите? Таму се занимавам со непокретни имовини. Издавам станови. Претежно со тоа се занимавам сега. So your first cousins. First cousins. So your father. My father and her father actually are brothers. And what's the difference in age between you? Almost 20 some years. Ah, big difference. Big difference. And she's not just my first cousin, but she was companion to my father. They've been comrades in this civil war in 1946, 1948. Very close friends. My father got killed in 1949, and she was present when my father was killed. I was a very happy child. Grew up with a lot of children.
same tragedy, same reality, you know, in a way. And I thought that that's normal life. That's the life how it's supposed to be. Црногорска. Не знам. Далматинска е Илијановиќ или не? Како не? Сонја, ќе донесеш малце, што сакаш за пиење? Пиво? Ставе си пиеш малце? Литванки, латвишки. Зборај за месото сега за да снимат, па после ќе кажеш за естонки. Нож друг ти треба, не за синско месо, кажи, летно време. Овој нож човек може да заколи. Ево, земи го други. Како се вика месо? Јајница. Во периодот на граѓанската војна, во текот на тие крвави битки кога се воде, се постави проблема, например, што со тие деца, што останува по куќите, по домовите и така натаму. Грчката комунистичка партија точно зеде решение со претходен договор со дел од државите, тога што се вика Народни републики, да прифати еден број деца во тие земји. Мотивите се разновидни, но основни се две, што е натера Комунистичката партија на Грција да зема и деца во источни европските земји. Тоа е едно, имаше еден многу тежок проблем со резервниот кадар на, како се викаше, Демократската армија на Грција или на Републиканската армија на Грција. За да може да има свежа, да речеме така, крв, војници да се да продолжи граѓанската војна, таа реши да ги привлече децата, родителите да бидат мобилизирани и да бидат пратени на фронт. Тоа е еден мотив. Но постои, мислам, еден друг мотив. Кој е тој друг мотив? Другиот е дека Комунистичката партија на Грција сметаше оти и покрај овој пораз, тој ќе биде еден од поразите. Не мислиш оти во иднина на идните политички пресметки да си има свој собствен кадар. И така ги зеде децата, да ги воспита за идната, да се изразам така, професија што треба да биде и во Грција. Добро. Сите тие што беа заробени од грчката војска и судени, му се поставуваше само едно прашање. Ја поддржуваш политиката на Грчката партија за независна и обединета Македонија? Ако велеше да, беше стрелан. Death wasn't the only possibility for Macedonian children. There were other dangers. Frederica, the German wife of the Greek king, describes in her memoirs how bourgeois Athenian women rode on donkeys into the Macedonian villages to find children to get them before the communists. The children were taken to camps built with the help of the Greek Red Cross and then given to Greek families in the south. Реков, оти мајките не сакаe да ги дадат децата, но тие, мислам, интимно верувае, подобро е да бидат живи негде далеку, отколку да не бидат живи тука, зашто не беа сигурни каква иднина ќе имаме. After the children were taken, there was uproar in the Western press, fueled by the Greek government and their British and American allies. All the papers, even the left-wing ones, called the children Greek. It was as though the Macedonian children had never existed. Во селото, дома во мојата куќа, зборувавме ние македонски, видејќи за мене тоа грчкиот јазик беше чужд јазик. Ко македонка влегу во тие организации, зашто во Грција уште порано пред војната само Комунистичката партија на Грција ги признаваше македонците како посебна народност, како македонска, и ние се организиравме во таа партија. И во сите тие народни одбори, кај што учествува и жени делегатки, на сите жители кои беа останати во селото. И им предлага дека е земена вака и вака наредба од привремната демократска влада и од нов, да можат македонските деца да се збринат во народните републики. Така се вика сега. Сега што ги нема, не сме виновни ние, така стана ситуацијата.
И така почна организирање на децата. Требаше тие деца да се организират од секое село, по една фежитка, одговорна, да ги носи до граница. Не, ова е тинејџерка. Тинејџерка, еве тинејџерка. Кенот? Само еден, а 40 велики. Еден кен. Штета. Штета, еден кен. А ова ми е виден, тато ми е донес од Америка. Дај да видам таа. At the end of the Second World War, Stalin did a deal with Churchill. Churchill got Greece and Stalin got Bulgaria and Romania. 4 years later, after the split with Tito, Stalin withdrew his support for the Greek Democratic Army. In 1949, Tito closed the Yugoslavian border because the Greek Communist Party had sided with Stalin against him. This cut off supplies and refuge, and the war was lost. Ήταν πολύ μεγάλο χωριό. Εγώ θυμάμαι μικρός είχε σχολείο, είχε γιατρό. Τώρα έχει post. Post έχει στο χωριό μας post. The
Democratic Army overcame the parents' resistance to their children being taken away by sending their teachers with them. Родена сум во село Рудари и во Желево останав, предавав на децата македонски јазик со Милка Џамбазова. Децата прилично беа. Ние бевме како народни учители, наравно без никаков личен доход, тога беше ратна доба и ние бевме како народни партизански учители, наравно. Што професорот и другите организации ни викаат дека вие ќе одите со децата да ги спасиме, али после 3 месеци ќе се вратите назад. Ќе успе нашиот покрет. When we went away, I left my right-footed moccasin. I put it at the top of the hill. I stopped, looked around. A shadow passed near me. It looked like my mother. I picked up the moccasin, held it against my chest as if to stroke my bare foot. I never saw my mother again. Мајка ми, како сопруга на партизани, таа била прогонувана, таа се криела меѓу роднините нејзини. Кога виде опасност, дека му прети опасност да биде таа откриена, уште една партија, како нас, првата партија што заминавме вака, деца со родители, вака што заминавме, ево тука конкретна нова слика, ова ми е тета, таа е на место мајка, не прибра, малце од возбуда, така е. И цело време се грижеше за нас, што сме откорнати од огништето. Татко ми беше интерниран пред тоа 3 години на острови. По патот тие перипети, мајка ми со дете од година дена, јас 6 години, 15 дена само ноќе се патуваше, не можеше мене да ме крени. Одењето беше макотрпно, јас фатен за фустанот и се влечкав по неја. И така некако стигнавме после 15 дена се по планини и само ноќе во Македонија. Вечеринката ги собравме сите деца, сите мајки, ги донесоа своите деца, ги облека сироти во најубавите алишта. Му спреме во торбичките јадење. Цела ноќ не спиева. Мајките плачат, вриждат, али мора да го спаса детето. Децата и тие се пиват во них, неќат. А професорот ми вика, стоја, немој да плачеш, биди храбра, ќе се вратиш брзо. Земај ги децата од мајките, ставај ги у колана, у селските коли. Појдовме и стигнавме до самата граница. Ние учителките неколку отидовме и прашуваме граничарите како можеме сега да влеземе, да не пуштат слободно. Вика, вие требаше утре да дојдете, не денеска. Не можеме, вика, да ве пуштиме. Немаме дозвола. Олеле, децата позаспа. 8-9 сато позаспа. Немаме сушто да ги покриеме. Плачат. И му викаме, шо правиме ние со децата, се на овој песок овде? Шо правиме целано, како ќе ги држиме? Вика, ве молиме, знаете што, пројдите преку брдото, а ние како да не ве приметиме вас, преку брдото, преку тие нивието страништата и ќе се сините, вика, долу од водупени. Ај ги дигнавме децата позаспади и тргнавме. Тргнавме и стигнавме до самата граница. Мислам, синорот каде беше. Децата ќутат. Така, тргнавме полека, големите деца ни помага, ги сема помалите. Јас едно подава мишка, друго подава моите мајки што беа со мене, двете
едната Александра се викаше и другата Александра, и Ристосија и Витура, ги зедовме тие децата, по 2-3 ние носиме, големите деца ги носат брачињата помали за рака, и полека, по страништата, искрвавени, искинати чорапчина, кој опинче изгуби, кој чорапче изгуби, и стигнавме во село Дупени. Јас се викам Вангел Качев, роден сум во село Мокрени, егејскиот дел на Македонија. Моите предци и родителите и дедо ми и поранешните предци сите се занимавале со земјоделие. Јас во родното село живеев само 11 години на живот, бидејќи на 11 годишна возраст заминав со други деца во надворот родното село. Со воз патувавме, мислам некаде 3 дни, 3 ноќи. Стигаме во риека, не симне од возот, не качаме брод. Многу деца се исплашивме кога видовме дека бродот, околу бродот секаде вода, па се расплакаа. Немавме видено порано толкава голема површина на вода, море. И се сеќам кога јас излегов од бродот, излегов по чорапи, бидејќи кондурите што ми ги давим беа мали. А не може кој да се сменам, беше веќе ладно, бос да излезам. Беше многу ладно и морав по чорапи. И беше момент кога мене беше многу згодно, кога на мене гледат цел одред пионери. Како, мислам, имаше и други деца, може по-лош состојба од мене. Меѓутоа, јас тоа го доживев многу тешко тој момент. И никош нема да заборам како едно девојче се засме, па водичот ја искара. Ово ми е од 49-та година кога бев во Романија. Кога во Романија? Не слика за некои, што знам, ја за какви некои документи беа, ама не можам да ги запартам. За легитимација ли беше? За легитимација, да. Сите деца имавме такви слики. Може, јас знам за мојата. Да, имат, да. Ово е брат ми Никола кој ни дојде како воспитувач еднаш така. Тоа е пак во Тулгеш во Романија. Коста, јас и Никола. Кој бев гимназија. Тоа е. Кој прв пат ставив машина, знаеш, на ово. People, we change such many countries, such many conditions of life. They are in any case full of optimism to make something better.
to su nesti kšeretići. Ne. Kalimera. Kalimera. Ne βλέπει έξω, ωραίο μέρος. Α, ήρθατε να δείτε το μέρος. Αλλά κόσμοι επίσης και δεν υπάρχει πολύ κόσμοι εδώ. Εδώ δεν έχει, οι νέοι πήγαν καστοριά. Τι? Να μιλήσαμε. Μαζί. Τι καλά κορίτσια που είσαστε όμορφα. Όχι, μαζί εσείς, όχι για μας. Μαζί να μιλάμε. Τι να μιλάμε μαζί, εμείς κάθε μέρα μιλάμε, όλοι είμαστε γειτόνισσες. Ποιος θα μας δει εμάς εκεί, κανένας δεν μας γνωρίζει. За да биде животот посуров, јас кога бегав наваму, кога ме донеса баба ми и дедо ми, јас ги знаев нив за родители, за татко и мајка. Меѓутоа, колку што растев повеќе, тие ми ја кажаа вистината, дека имам мајка, дека мајка ми се најдува во Егејска Македонија, на возраст од 24 години, за прв пат во животот, закажавме средба со мојата мајка. Мајка како мајка седнува покрај мене, од другата страна таа што ми изгледала, од една страна таа што ме родила. И чувството мое беше многу необјасниво. Од каде сега две мајки наеднаш? После еден период, грчката влада, кога дојде владата на Папандреou, дозволи враќање на сите политички емигранти од источните земји во Грција. Но не сите, стави еден услов, да бидат само грци по род. Од ова враќање македонците беа елиминирани. 2 years after the children left Greece, the International Red Cross began to organise their return. The Greek government only sent them the names of Greek children. In 1952, a memo to the Foreign Office from the British Embassy in Belgrade said 3,000 Macedonian children in Yugoslavia had been excluded from the repatriation programme, the British government, wanting to help the Greeks solve their so-called Macedonian problem, did nothing. It was the height of the Cold War. Many of the parents were exiled in the Soviet Union and weren't allowed to leave. It wasn't until the mid-50s, when relations thawed between Tito and Khrushchev, that they were able to get out to look for their children. When I saw my mother and my cousin, I saw them first time after almost 10 years. And I had no idea how they look, or they had no idea how I looked. So I had a hard time actually recognizing my mother. And I remember that was back in 1955.
we came with a train, and the train station here in Skopje, and they took us to some kind of a institution with a big stage, and they place all the children on a stage, and they announce, because nobody recognized them. You know, they 10 years after this event happened in 1948, where they left the city, and they had a hard time recognizing their children, so they exposed them on a stage by the name and telling, I'm Hristo Mangovski, is anybody to claim me? And that's how we met actually our relatives, our mothers, fathers, relatives, cousins. So did you find it hard to love your mother? Well, actually it was very kind of strange. I had a very mixed feeling because I never had any possibility to grow up with a feeling of loving a mother. So I had to, you know, start from the beginning, start developing some kind of instincts to know how to love a person who is very close to you. Είναι ούζο. Δεν τα βρίσκεις, όπως θες, αυτά είναι από τύχη. Στα βουνά έχει και Αλβανοί, περπατάνε. Από Αλβανία έρχονται εδώ. Αλβανία. Στα βουνά, με τα πόδια. Έρθει εδώ. Έρχονται, στα βουνά. Γιατί έρθει. Να δουλεύουν. Δουλεύουν εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Εδώ θα άρεσε σε Άγγλους ίσως, εδώ σε αυτά τα βουνά, να αγοράσουν σπίτι και να μείνουν για κάποιους μήνες να μένουν. Θα τους άρεσε εδώ πάνω, σε αυτά τα ορεινά μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάτω στη θάλασσα. Πού είναι το όμορφο παλιό σπίτι στο χωριό? Παλιό σπίτι? Ναι. Εδώ είναι πολύ παλιό, μέχρι που έχει πέσει. Εδώ πάνω. Άμα κρυφτάρεις από εκεί. Στο πάνω να πάμε αυτό στο... Πήγαινε. Στο... How many? 270 people here. In the village? In this village. And before? Before 1,000. Before 1,500 people. And where they all gone? Before. Ελληνικά πες του. Δεν το κατάλαβα. Το δεν είναι και ελληνικά, πώς δεν κατάλαβα. Καούβελε πόημα. Stop this one, stop. In keeping the villagers for themselves, the Greeks caused them to die a slow, agonizing death. But in the children's dreams, their villages live on. Regina! Ambasador! Zašto ti pozdrav? Ajde, pričajte s ovdje. Oskar, kaj je Oskar? Ajde, sastavi pozdravi ambasador. Ne dajte šite odnećiće, čitam da pojede kako će biti tako puno. Slave šiče, čujte si da Ne, Flora za agencije, koji se pored se trebame, koji se pored se izgleda, šuti, ne I'm coming from Canada to visit my village where I born.
they say you cannot go through the board. No, you come back, we try again, you cannot do it. How old were you when you left your village? I was few months when in 1948, when they go through the board, I was baby. I see my house where I born and my cousins. I have lots of cousins there, and uncles and everything. So you're feeling bad? That's very sad. Sorry, cut. I'm supposed to explain to my children that I'm not allowed to go and see my birthplace and light up a candle on my father's grave. Somebody forced me to leave the place, and I consider that it's my obligation to go back.